Почитувани представници на медиумите, добар ден. Дозволете ми, согласно последните збитнувања во државата, да поделам со вас одредени навестувања во однос на одржувањето на пописот на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија, кој што беше планиран да се спроведе во период од 1 до 21 април 2020 година. Сите знаете дека после вчерашната координација кај председателот на државата донесена е одлука на 12 април да се спроведат предвремени парламентарни избори. Оваа одлука ја доведува до прашање одржувањето, терминот одржувањето на пописот во земјата, со оглед на тоа што е непримерно, до сега не се случило никаде и непогодно да во исто време се спроведува една ваква сложена и тешка статистичка операција и да се спроведуваат избори во државата. А од друга страна, за жал и овој термин кој што се планиран се уште не е дефинитивно утврден, бидејќи законот за попис кој што е поодамна во процедура во парламентот се уште не е донесен и не е строго детерминиран тој датум. Оно што можеме ние да го кажеме како институција одговорна за спроведување на пописот е дека терминот април е воопшто неповоден за спроведување на пописот со оглед на тоа што се закажани веќе изборите и дека истиот ќе треба да се пролонгира. Можноста да се спроведе попис пред изборите исто така технички е невозможна, бидејќи како што споменав, ова е исклучително глобална, голема операција која што бара вклучување на огромен број на учесници и слично, и самата организација не е невозможно да се спроведе пред април месец. Кога и како евентуално би се спровел пописот, не можеме да го говориме сега во моментот, бидејќи тоа одлука на парламентот. Тој треба да донесе законот за попис, а се разбере претходно и одлука на владата, бидејќи во суштина Министерството за правда е предлагач на закон. Така да за овој термин ќе дозволите претходно да се направат консултации со двете овие институции кои што пресен со парламентот, кој што е одговорен за носењето на закон. Не можеме да влијаеме на ваквите улоги, тие се легитимни, тие се од тој аспект коректни и оправдани и ние ќе мораме да се прилагодиме на дадената состојба. Во принцип, тоа е оно што можеме да го изјаваме во овој момент. Навистина и ние бевме затекнати вчера со решението, но меѓутоа тука сме да се прилагодиме на новата состојба и да видиме како тоа ќе можеме да го направиме. Пописот сега кој ќе мора да се спроведе, тоа е нешто што апсолутно е детерминирано и јас до сега не сум чул дека некој има намера тој да не се спроведе. Така да од тој аспект сега битно да го избереме најпоголемиот момент. Оправдано ли е ставот кој што го слушнавме вчера, кој го изнесува одредени политички лидери, дека тоа може би требало да биде 2021, ќе се прават тие промени, односно да биде генерално и кај нас исто да. 2021 би бил термин кој што самите би бил ние, ако имавме попис до 2011 година. Значи, бидењето на 2020 година не беше од причина заради тоа што сакавме да избегаме од тој момент на почетокот на декадата. Впрочем и во нашата држава традиција е пописите да се спроведуваат во годините што се вршува свет. Одлуката зошто да се избере 2020 година беше заради тоа што ние немавме попис од 2011. Нас не требаше попис што е можно порано. Меѓутоа знаете дека со изборите во 2016, во декември 2016 година се настана нова ситуација. Од 2017 се промени власта, дојде ново раководство и немавме доволно време да се подготвиме веднаш да спроведеме попис. Не беше состојба да го дава така во тој момент да е пописот подготвен, за да ние веднаш можеме да спроведеме. Инаку досниме во секој случај. 2019 година не беше момент за попис, бидејќи имаше председателски избори, кои што би се поклопиле со терминот за спроведување на попис. Инаку најсоодветен термин за спроведување на попис е
или март или октомври во текот на годината, бидејќи мобилноста на населението во тој период е најмала. Најмала е во зимските периоди, меѓутоа заради временските услови можно некои делови од зимата да бидат недостапни или тешко достапни. Се извинувам. Или тешко достапни. Тоа беше причината зашто го изградовме 2020, значи период кој што е помеѓу два изборни циклуси. 2020, крајот на 2020 година, декември, немаше да бидат редовните парламентарни избори и сметавме дека ова најсоодветен термин. Со ваквиот термин се согласи и Евростат. Значи, ако некој кажува дека Европската унија ги определила годините кои што почнуваат со завршуваат со еден пописни години, значи Евростат даде визат на ваквиот период, заради тоа што кажам уште нас требаше попис многу порано. Не да чекаме да биде подобно, само за да задоволиме некакви критерии, кој што значи усогласување на термин. Инаку, дури и овде кај имаме постапување кај огромен број, поголемиот дел од земјите членки, бидејќи барем половината од земјите членки пописот се прави исклучиво преку регистри. Така да тие фактички имаат пописен податок на квартално или на месечно, а не на 10 годишно, како што во принцип се пописите и плюс тука и Франција кој што има посебен метод за спроведување на попис уникатен во светот, каде што на 4 години, мислам дека на 4 години се објавуваат некакви податоци кои што се врзани со пописот. Сеедно, ова не беше никаква причина за дека мора да биде во тој период. На крајот на ништо препораките за пописите се околу 2020 година, така се наречени. Значи, не го детерминира строго терминот 2021 година. Како ви толкувате барањето на опозицијата, кои практично се пречка да се донесе и законот на парламент? Опозицијата поднесе 23 барања, од кои најголемиот дел беа во суштина неприфатливи затоа што не водеа кон спроведување на попис идентичен како тој во 2011 година, кој што не успеа и фактички би значило дека и овој попис ќе доживее 60-та судбина. Она што беше прифатливо, ние го разговорете го прифатливо. Што беше најнеприфатливо во барање? Да се пописот да не го спроведува Завод за статистика, туку да го спроведува Државна пописна комисија, која што видовме што значеше политичко тело да спроведува една статистичка операција. Тоа беше главното и поприличен број на барања поврзани со ова. Методологијата за спроведување на попис ја носи некој друг надзор од Заводот, кој што во принцип не е случај за такво нешто. Да, не знам, има повеќе попишувачи во секој пописен круг и слично на градење на недоверба наместо на доверба и така натаму. Да не користиме технологијата која што е на располагање денеска во денешни услови, туку да се повторно на хартиени прашалници проведува и некои такви слични барања, кои што апсолутно се вела. Во ништо немаат допирна точка со оно што значи стандарди на спроведување на попис. Кога треба да биде најдосната време да се донесе законот во собрание, за да може да се фати рокот на март или ноември 2021 година? Независно кога би било, значи јас ќе повторам, ние сега не прejudicirаме кога. Ние би сакале час по-скоро да биде попис. Значи било кој термин кој што одговара на овие услови за спроведување на попис после изборите. Меѓутоа не прejudicirаме бидејќи тоа одлука што треба да носи некој друг. Што се однесува до законот, сакаме час по-скоро да може утре да се донесе дека биде ново сега. Значи инсистираме на тоа да се донесе што е можно поскоро, за да имаме конкретен термин и да можеме да ги сите технички работи врзани со овој закон кој што го детерминира, да можеме да ги спроведуваме како институција. Дали подразбира тоа дека сигурно ќе биде во ноември или наредната година? Не. Значи уште еднаш повторувам и да се кажувам. Ние не можеме во моментот, ние можеме да предложиме термин. И предлагаме, кажавте, најпогодните термини за спроведување на пописи или пролет или есен. Бидејќи во летен период луѓето се движени, тога се сезона на годишни одмори, каде што добар дел на населението не е во зимата и слично.
или во зимскиот период каде што некои делови на зимата се недостапни да може да биде зависи од временските услови за да се спроведе пописот. Ова се термини кои што се најсоодветни. Ќе разговараме и ние сме затекнати, кажам, вчера се донесе одлуката за изборите, да биде најсоодветен период. Кога точно ќе бидете запознаени сигурно. Ако се донесе законот до 3 јануари, дали ќе може да се фати рокот на ноември? Сега. Сега ќе може. Кои се, од вашето сознание, кои се области најмногу страдаат или живеат во некаков мрак или магла поради немање соодветни бројки со кои би располагале за попрецизно работење, поефикасно? Пописот треба да обезбеди податоци кои што се нужни за носење на одлуки, на разводни одлуки пред се. Значи нема следа од она што го тегира општеството кое што не е заинтересирана за информации кои што пописот може да ги обезбеди. Не можете да градите било какви разводни стратегии и конкретни планови за развој ако немате информации. Пописот, бидејќи ја обеќа целокупната популација, значи сите целокупното население и она што значи стамбен простор и услови за живење во државата, дава можност да се носат конкретни и коректни одлуки за било какви разводни планирања. Значи, од она што значи држава, локална самоуправа, бизнис сектор, наука, образование, нема дейност која што не е поврзана со податоците од пописот. Така да не може конкретно сите области се осакатени, немајќи информации кои што ги носи пописот. Благодарам на времето, благодарам на разбирањето. Се надевам дека скоро ќе имаме поконкретни информации за кои што ќе ги поделиме со јавноста.